Почитувани гледачи, Христос се роди, навистина се роди. Ве поздравувам со овој поздрав и ви посакувам срекни божикни празници, добро здравје и голем берекет во вашите семејства. А исто така со овој поздрав, Христос се роди, го поздравувам. Навистина се роди. И отец Љупчо Симиџиевски, со кого вечерва ќе разговараме токму за божикните празници, за се она што е поврзано со овој голем христијански празник. Со задоволство. Отец Симиџиевски, значи Божик, е еден од најголемите христијански празници, по неговата големина втор, значи после Великден. И тој е матица на многу други празници кои што се поврзани со Исус Христос. Овие денови се посебни за христијанството и за сите оние кои што ја почитуваат, ја имаат оваа вера. Семејни празници пред се посветени на домот и на семејството. Еве веќе денес е втор ден Божик, вчера беше големиот празник раѓањето Исусово и ќе зборуваме денес за сето она што е поврзано со овие празници. Но пред тоа сакам еве заеднички да им ги честитаме празниците со една прекрасна божикна песна на нашите гледачи на телевизија ТВМ и да им посакаме се најубаво. Со да задоволство. Така. Sa
Отец Лјупчо, ја видовме, значи, ја слушнавме песната, посветена, рековме, на божикните празници. И се околу Божик започнува ден предходно, пред овој голем празник, со коледарчињата кои во раните утрински часови доаѓаат и чукаат на нашите врати, да ги отвориме широко нашите домови, за да ни ја донесат, тоест да ни ја навестат веста за раѓањето на Исус Христос. Ајде малку за ова да позборуваме, значи кој е значењето на коледарчињата и зошто токму деца, мали деца одат по куќите и наговестуваат дека токму вечерта ќе се роди Исус Христос. Така, токму од прастари времења овие обичаи Светата црква ги поддржува. Самите дечиња се символ на ангелите, кои всушност при самото раѓање на Господ Исус Христос во тело, во Витлеем, мноштво ангели ја пееле песната "Слава во висините на Бога, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја". Тоа бил дар од небото, значи самите ангели. Света Дева Марија го принесува, преку неја се раѓа самиот Спасител, Господ Исус Христос. Мудреците, тројцата мудреци, водени од ангелот Божи, односно од звездата, во таа прилика, кои што тие ги прателе времињата кога ќе се исполни тоа време, бидејќи самиот Господ Исус Христос е проречен од Бог Отецот, уште припадот на нашите, и ветен, припадот на нашите прародители Адам и Ева, кога се протерани од рајот, односно кога грешат на заповедта Божја, да не јадат од плодот на дрвото на познавањето на животот. Меѓутоа, ете, промислата Божја сепак и се што се случува по промисла Божја се случува, човекот, створен од Бога со слободна волја, самиот ја злоупотребува таа слободна волја и станува грешен. Меѓутоа, Бог, како Творец, како љубов кон сето негово создание, а особено кон круната на неговото создание, а тоа е човекот, бидејќи сме создадени по образ и подобие Божјо, Бог му ветува дека ќе ви испратам избавител, спасител. И некаде поминуваат околу 5000 години, значи тоа целиот Стар Завет, луѓето живеат според законот Мојсеев, меѓутоа факт е дека преку законот не може да се спаси човекот, туку преку нешто друго, а тоа е токму милоста Божја. И токму во една прилика сведоци сме сите ние во времето на живеењето на Господ Исус Христос, кога евреите сакаат, кога ја наоѓаат една жена во прелюбодејство, а според нивниот закон таквите ги каменувале, и сите со камењата враци требало за некоја минута таа жена да биде погубена. И во тој момент приоѓа Христос и му вели: кој е безгрешен, кој нема греф од вас, нека фрли камен на жената. И тие сите ги спуштаат камењата долу, затоа што на вистина, а тоа Христос го зборува и со сила Божја, за да го осетат и тие дека на вистина не она фарисејски да делуваат, туку да ја осетат својата грешност. Што значи, човекот пред се спасува по милоста Божја. И токму кога поминува, кога овој период, значи кога се исполнува времето, Бог го возлюби светот толку многу, што го даде својот единороден син. Значи, спасени сме ние со крвната жртва на Господ Исус Христос. И затоа сите празници почнуваат од раѓањето на Господа Исуса Христа. Значи, ако не беше раѓањето, не ќе беше ни крштевањето, не ќе беше водици, не ќе беше светлото воскресение, па преображение, вознесение и така натака. Така да, овој празник, неслучајно светите отци го нарекуваат празник на мирот. Затоа што
се исполнува времето и еве Бог доаѓа во видливо тело за да ни го објави невидливиот Бог. Значи овдека доаѓа до израз да се открие Света Тројца, која што постои од вечност, во која Света Тројца сме ние крстени, православните и општо христијаните, значи Отецот, во името на Отецот, кој што постои од вечност, Синот, кој вечно се раѓа од Отецот, со божанската природа, а како човек се раѓа, еве, пред 2015 години. Од тука станува, значи, стара ера, нова ера, или пред Христа, после Христа. Стар човек, нов човек. Значи, од Христа навака сме нова твар во Бога. И Светиот Дух, значи, во кој што веруваме, кој што вечно произлегува од Отецот. Значи, не и од Синот, туку од Отецот. И затоа е таа Света Тројца неразделна, секаде присутна. Штом се мисли на едно од овие три лица, апсолутно не се отврлаат другите две, затоа што Света Тројца е неразделна. И Христос, значи, како вечен Бог, постои, вечно се раѓа од Отецот, постои од вечност. Меѓутоа, во свое време се раѓа, прима човечка природа и тоа неразделена. Значи, постанува Бого човек. И со други зборови тој страда како човек, како Бог воскреснува. Сега со самото доаѓање во тело се исполнува времето. Во Стариот Завет тоа е проречено. На многу места е проречено дека ќе дојди Христос и не само дека ќе се роди од девица, туку проречено е за неговата наука, што ќе ја објави, за неговото страдање, за неговото воскресение. Значи, со други зборови, Стариот Завет е прорекување на Новиот, а Новиот Завет е исполнување на Стариот. И од тука Библијата е неделива, и Стариот и Новиот Завет, но во прашање правилно да се толкува. Сега, за жал, од секој пат имало уште од Мартин Лутер, кога излегува како протестира против римокатолиците, и од тука се јавуваат други секти, можда 50, 60, 70 или можеби вчера некоја најнова има во Америка излезен од тој протестантизам. Меѓутоа, светото православие, кој што внимава строго да не промени ништо од самата света Библија, затоа што во делата апостолски се вели држете ги обичаите. И сега, сето ова што е поврзано со Коледе, значи сето тоа се обичаи и се практикуваат на различни места различно. Еве сега малку и околу коледарските песни, значи и тука имаме некакви контрадикторности. Едни тврдат дека Коледе леде е соодветна, други тврдат дека Сива сива голубица е соодветна песна. Сега голубица, имаме Годинава и Божикната песна, значи што е она правилно што треба да се пее? Јас не би рекол дека ова година ја имаме ова, пошто веќе ова песна е преведена на македонски скоро 18 години, пошто знам точно пред 18 години се преведе и така низ црквите се пее, знаете. И ова песна е но не е некако омасовена. Така, најсоодветна е. Не е омасовена затоа што ова е, се разбира, подолга песна и не може, тоа му е терет на дечината. На дечината тие со 4-5 збора, Коледе леде, што нема врска со празникот и со самиот текст, кој што за жал ево дури кај председателот видов некај Иванов отидоа со ова песна место да се подготват она соодветно, ако не мора ова песна. Значи, како би можеле да ги подготвиме нашите млади и нови генерации да пеат соодветни песни на соодветни празници? Тропарот што е напишан, значи Тропар е кратка песна за секој еден празник, било светителски или Господов празник или Богородичен. Рождество Твое Христе Боже наш. Таа е кратка песна. Ако се пее, најмалце ќе се греши во смисла која е ова или она да се пее. Сива сива голубица, тоа е сепак има некое значење символично, меѓутоа не е она доволно. Затоа што се спомнува Божик во таа песна, може би е посоодветна. А ова што ја пеат сегашниве коледарчина, значи нема никаква
врска со значењето на празникот. Но, да, мислам, на кратки да бидеме за обичаите, бидејќи обичаите се една работа која што Светата Црква ги става на трето место, кои што најважни се светите догми во црквата и светите црковни канони. Така да, оние утврдени вистини, што се одржува црквата, еве, повеќе од самиот основател на црквата е Спасителот Господ Исус Христос и е глава на црквата, а ние сме неговото тело. И сето тоа подкрепено со светите црковни канони, кои што се носени од свети луѓе на помесни на собори и од самите свети луѓе кои што ги имаат донесено тие канони и кои што тие навистина се свети. Сега обичаите се на трето место, кои што всушност секаде се различити и тие не спасуваат. Значи, со други зборови, дали ќе слави некој бадника, не го слави Божик. Значи, Марсел 39 дена во постите што се Божикови пости. И сега спремал вечера, бадникова вечера, и ту не онака постна, току и со риба, пошто последните 6 дена од пред Божик и на самиот почеток до пречиста не се јади риба. Тоа е потврдено од светите канони, од самата црква, кои што ние треба да ги прифаќаме нив, а не некои местни обичаи кои што неслучајно е кажано лошите обичаи ја расипуваат добрата вера. Па еве, например, да се вратам повторно на Коледе. Значи, во многу семејства на тој ден кога доаѓаат дечињата, им даваат и мрсни работи, како што се чоколадца, бомбони, што тој ден добро, може да се ги чуваат и за другиот ден. Тоа е треба да биде посно. Најбитно е ние, значи, вака, во оној период од 50-ти години наназад, ова песна се делуваше, што се вика. И сега ние треба црквата, знаете, е се времена и ја прати самата ситуација. Ако јас како ученик пред 35 години сум учел попатно така дека Свети Василий Велики и Свети Јован Златоуст напишале 6 книги за свештенството, сега ги имаме тие на македонски јазик преведени. Што биле тие книги? Значи, сакам да кажам, она што го учеле светителите, почнувајќи од оној златен период, 4. век, како столбови на светото православие, Свети Василий Велики, Свети Јован Златоуст, Григорий Богослов, Свети Атанасије Велики, неслучајно се тие наречени столбови на светото православие. Сега нас ни е достапно што тие учели и ние само треба да прифатиме што тие учели и да им кажеме нормално на православните верници, а тие не, сите треба да бидеме послушни кон црквата, затоа што свештенството, што е повикано да ја води црквата, од Бога по благодат, значи неслучајно Христос избра 12 апостоли и други 70 апостоли во негово време. Токму денешните епископи, владици, се продолжена рака или кои што ги символизираат самите 12 апостоли. А оние 70 апостоли, тоа е свештенството. Ова зборувам за целото православие, општо дека ги има кои да ја водат црквата, епископите и свештениците. Така да треба да бидеме сите послушни кон Бога. Едноставно, таму каде што е изворот, кај што извира, самиот извор е Господ Исус Христос, таму е најчиста водата, знаете. А се друго оние обичаи, кои што се провејувале низ времињата, тоа е една работа, меѓутоа црквата во дела апостолски стои дека држете ги обичаите. И сега како например ние родителите да ги научиме нашите деца што е правилно, ако и ние не знаеме што е правилно? Значи, ако не се доаѓа во црквите, ако не се, да речеме на Божик, се пее тропарот неколку пати во црквата, рождество твое, тоа или на црковно-словенски, или по македончено може да биде, значи, на македонски. Некако како повеќе акцент да ставаме на обичаите, отколку на самата вера и она што е суштината. Се извинувам, зборот ми беше ова. Значи, бадник, зборот доаѓа од бдение, што треба ние повеќе духовно да бидеме будни, дека веќе 39 дена, односно 40 дена сме се подготвувале со пост и
да го пречекаме Христа, да се роди во нашите срца, меѓутоа најсоодветно место е во храмот Божи. Велелепните храмови, предадени од нашите прадедовци, кои што ги чуваме со срце и душа, кои што ги обновуваме и се градат нови, значи тие треба да ја соберат црквата, а црквата сме ние луѓето. Да земеме активно учество на светите литургии. Нема повозвишено и поспасоносно да се присуствува на овие големи празници и секоја недела. Мене навистина како свештеник не можам да сватам голем број кои што не мора да платат, а има такви со такси ќе дојдат до црквата, може би ќе скратат од нешто, меѓутоа сакаат да присуствуваат на светите литургии. Меѓутоа има некој кој што се доврата му е црквата и на Божик не доаѓа в црква. А да го праша што си ти православен или православна ќе речи. Каде се делата? Вера без дела е мртва. Значи во црквата да се доаѓа на заедничка литургија, литургија значи благодарење на Бога и едноставно така и докажуваме со активен живот дека се трудиме да живееме уреден православен живот. А надвор од светата литургија нема спасение. Значи, во таа света литургија тука влегува тие поуки црквата, се поучуваме сите од самата црква, од учењето на црквата, се причестуваме, оние со подготовка се разбира, со исповед, и тоа е она, значи тој православен живее, се труди да живее православно и има цел во својот живот. Значи, го створил, значи не по обичај, по традиција, православни, ние од 50.000 во градов, да и прашаш што си православен. Меѓутоа, мнозина ќе одговорат. Меѓутоа, тоа е еден мал број кој што по убеденост е православен и се труди да живее православен живот, односно литургиски живот. Така. Значи во нашите секојдневни разговори поважно е дали паричката ја криеме на Бадник или ја криеме на Василица, отколку дали сме биле на литургија и дали сме биле в црква на Бадник или на Божик. Точно. Тоа е пак велам обичај кој што во нашава средина тоа се прави на Василица, е подкрепено со Свети Василий Велики. Мислам, бидејќи тогаш исто тој на соодветен начин ги помагал сиромасите и му давал по еден златник наоѓал, што се вика со Божја помош, да ги, ето, за православна нова година. Но, значи, еве да тој процес на празници да го запазиме, значи да заклучиме на кратко за Божик, дека е празник на мирот, се исполнува времето, доаѓа Христос, се раѓа, одма сакаат злобниот Ирод да го погуби, токму во ова коледарска песна се е збрано она евангелски содржајно што се вика, и меѓутоа ете по промисла Божја е заштитен, на сон му се јавува на Јосифа. Јосиф е како се грижи за ова свето семејство, за всушност за Марија, пошто Христос е зачнат од Светиот Дух, доаѓа по надприроден пат во светот, така живее и на своите 30 години веќе излегува на проповед, претходно нели Свети Јован и така, тоа е оној друг циклус на празници што почнува. Значи, ние треба да бидеме благодарни што Бог води сметка за созданието и сето тоа, ако го имаме во предвид, пошто под ова сонце створено од Бога, низ сиов период, а и до второто Христово доаѓање нема поголем настан од самиот Богочовек и личност Господ Исус Христос, кој што неслучајно Достоевски во една мисла ќе каже, кога целиот свет би се поделил на два табори, за и против Христа, и кога единствен би останал јас, би се определил за Христа. Вели Достоевски како голем писател и промислител, дури и пророк за Европа, ако се читаат делата негови. Сега да прецизираме, дали може всушност да се прецизира кога е поправилно да се крие паричката или кој како што милува, како што налагаат обичаите на градот? Обичајот во нашава средина е на Василица, меѓутоа поважно е другиот ден на православна нова година, сега веќе доаѓаме до православна нова година, значи по стар стил Божик е на 25-ти и сега одиме
веќе се приближуваме до Нова година, православна Нова година. Значи, голема грешка е во изразите што многумина, не само во ова телевизијата, општо гледаме, стара Нова година што употребува. Тоа фактички не кажува ништо, стара Нова. Имаш православна Нова година и кажано е се, мислам, во тоа, знаете. Така да, на први по стар стил или по нов стил 14, тогаш се совпаѓа и празникот Свети Василица и православна Нова година. Тогаш исто и обрезание Господово, значи Господов празник, во еден ден 3 празници се збрани во самата црква и тогаш црквата има посебна молитва во храмовите, каде што му се благодари на Бога за изминатата година, Бог што ни дарувал се, и се молиме за идната година се да биде како што треба со Божја помош. Тоа е многу поважно на заедничката молитва отколку било што друго да правиме. После тоа ни доаѓа, мислам, пошто сме во циклус на овој месец со доста празници, доаѓаат водици. Од Божик 7 до 17 е разрешено, значи и во среда и во петок, да се мрси, значи да се употребува и месо, ако се паѓа во среда. Значи, отец Љупчо, ќе зборуваме за тоа во вториот дел на емисијата. Ми јавува дека веќе треба да направиме една кратка рекламна пауза, но само ова сакав да ве прашам. Кога вие во вашиот дом ја криете паричката? На Бадник или на Василица? На Василица. Значи ги почитувате обичаите кои што се на овој крај. Вака, во дела апостолски стои држете ги обичаите. Значи, црквата не е против обичаите. Значи, не е погрешно ниту едното, ниту другото. Не е погрешно ако во некоја средина во Скопје и на Бадник го прават тоа. Не е тоа, не е суштината, мислам, суштината, голема суштина е на празникот. Тоа е форма, што се вика. Стално спасува суштината, а не формата. Така. Малку ќе ве одмора. Екстра новогодишна акција во Екстра Маркет. Колбас говецки целе 103 денари. Кашкавал мешан екстра 319 денари. Мајонез екстра 89 денари. Грашок подрапка 62 денари. Новогодишно пакетче 99 денари. Швепс газиран сок 60 денари. Вино тиквеш 209 денари. Екстра заштеда во Екстра Маркет. Ресторан Света Петка Велгошци, перфектно ресторан во Охридско-Струшкиот регион. Во пријатна и топла атмосфера вкусете ги мајсториите од македонската традиционална кујна. Комат, качамак, питулици со сирење и прас, печено јагнешко и свинско подвршник, јадење во селска фурна, ѓомлезе, чорби, месо од каче. Вистинско богатство на вкусови за секој гурман. Во ресторанот уреден во рустикален стил со комбинација на камен и дрво, организираме и секако вид прослави до 60 лица, а нашите специјалитети можете да ги порачате и за дома. Патка, а да частиш едно кафе? Што не кажеш, бе, одба. За мене средно. Во секое време, на секое место. Кафе Пела. Стоп Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. Говецки колбас 400 грама 89 денари. Кајмак зелена долина 59 денари. Едамец 550 грама зелена долина 219 денари. Бучен козјак овчо сирење 1 килограм 269 денари. Бучен козјак кравјо сирење 1 килограм 226 денари. Стоп Шоп.
Има едно училиште, без звонче, табла, сунгер и без креда, а сепак е најдоброто училиште. И семејството е училиште. Браќата и сестрите се најдобри другари за цел живот. Социализацијата во домот е основна и најважна социализација. Семејството и децата се нашето најголемо богатство. Кампања за промоција на основните семејни вредности. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. Ниската консумација на овошје и зеленчук е предизвикувач за најмалку 11% од срцевите удари со смртни последици. Храната може да биде и отров и лек. Од вас зависи. Затоа направете добар избор за добро здравје. Здравјето е избор. Здрава храна, долг живот. Имаш ли простор повеќе, куќа што не ја користиш? Време е да ги ставиш во употреба. Биди можност за алтернативниот туризам, а тој нека биде твојот нов бизнис. Обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. Свежо приготвената салата може да усвои само некој кој вистински ја заслужува. Полимарк мајонез, оригинална рецептура, исклучителен квалитет, вкус без компромис. Омилената храна ја пронајде својата сродна душа. Полимарк, love at first bite. Отец Љупчо, значи зборувавме за се она што е како претходница на самиот Ден Божик, е сега за гледачите на ТВМ. Што е се она што е карактеристично за самиот ден, за самото раѓање, за самиот празник? Значи како започнува и како треба да започне тој ден? Како што рековме, православните се подготвуваат со пост и со радост го чекаат самиот празник, раѓањето Христово. Тој ден, понапред кога беше и работен во оној друг систем, Божик, правиме децении наназад, еден вид од снисходење црквата за да дојдат што повеќе верници, а и да можат и на работа да појдат, е се служби многу рано, што нема потреба апсолутно тоа. Да детенце да стануваш ти во 3 часот за да го водиш на причесна, да стресиш во студот. Во последниве децении, веќе кога е државен празник, Божик, си се служи во редовните термини како и секоја недела. Што значи некаде 8 или 8:30 започнуваат литургиите. Зависи од самиот храм каде што се служи. Значи најбитно е парохијаните во својата парохиска црква да станат радосни са бајлето, денес е Божик, родителите да си ги облечат дечињата, сите и фамилијарно да присуствуваат на светата литургија. Оно што се подготвува за причесна да се причести, меѓутоа секој има право да прими света нафора на тој ден и да ја отслуша самата литургија, самиот поздрав од архиепископот или од патриархот, значи овде правиме муабет општо, православно како треба да биде, и со така духовно наполнети батери да се врати во својот дом и што следува заеднички семеен ручек, значи покрај духовното нахранување во храмот, во домот свој, телесно, она да се изложи се што е најдобро за самиот празник,
зависи од сега местото. што е најдобро и најсоодветно да имаме на божикната трпеза? Некои велат дека треба да имаме нешто пернато, значи дали е тоа кокошка, петел, мисирка, патка или свинско, значи што е најсоодветно како што е за Великден јагнето? Се е дозволено, бидејќи со риби веќе сме се наситиле во постите, се разбира, овде станува збор за месо, зависи од средината. Ако е во нашава средина, ако е ладно вака како и што беше, да речеме свинското месо најповеќе одговара. Ако истиот наш еден брат е тука, еден во Австралија на плюс 36, ако му е мрсно свинско, ќе јаде попосно нешто, месо мислам, но сакам да кажам, тоа зависи од средината, но најбитно е тој заеднички ручек со запалена свеќа, да се осети празникот, да се отпее рождество Твое Христе, на оние што го знаат или оние што го не знаат. Во самиот молитвеник православен ќе го најдат тропарот, нека и го прочитаат. Меѓутоа, нека го благословат ручекот со самиот Христос и по тоа се гледа дека значи православниот е во таа заедница во целиот свет, во таа земска црква која што се стремиме кон небеската црква. Така се вели пред Божик, зад Божик, кај да си, дома да си. Значи, може различно да се толкува, но сигурно главната символика е тоа што е ова семеен празник и треба да се прослави токму во својот дом. Така, да. Со семејството и со најблиските. Дали на Божик треба да се оди по гости, да доаѓаат гости или треба семејството да биде само на трпезата? За сега најблиските, ако дојд деца кај родители и слично, тоа е од технички карактер. Значи, нема ништо под индиго тука да мора вака или онака, да се направи онака како што е најдобро. Меѓутоа, имињата Ристе, општо на Божик, Бошко и слично што даваат, или Стефан, третиот ден, одат. И овие празници се поврзани и со визити, така да вечерта, али затоа е визита вечерта, меѓутоа званично ручекот треба да биде семеен со најблиското семејство во домот. Така. Сега Божик имаме прв, втори, трет ден, значи третиот ден е на Точно, Свети првиот Стефан. ден е значи на раѓањето посветен, вториот ден е на Мајката Божја, на Богородица, третиот ден е на архиѓакон, значи првиот ѓакон од ѓаконите во свое време, значи кој што страда за Христа. И црквата токму има поместено во светиот календар на третиот ден од Божик, кој што едноставно се служи во слава и чест за Свети Стефан. После ни доаѓа, како што рековме, Василица, православна нова година. Значи 7 дена после Божик, така, стално е 7 дена и после од 7 до 17 е разрешено, како што рековме. Сега ова недела, пошто водокрст спаѓа во недела, а во недела според каноните се употребува масло, значи ова година не е строг пост, току е пост, обичен пост со масло, без риба, али со масло на водокрст, и другиот ден, значи, ова станува збор на 18. А на 19 Водици, тоа е Господов празник и без разлика Божик, Водици, ако се падне во среда и петок, е разрешено и на месо, значи за Господовиве празници, а Свети Јован, ако се падне она на 20, ако се падне среда и петок, е на риба. Така да, во ова прилика, како и секоја година, јас ги честитам нормално пред се божичните празници, меѓутоа исто што ни доаѓаат празниците, пошто веќе традиционално ова ќе ни биде 5-та година поред на Сараиште, каде што има масовно крштевање, а тоа значи сите оние возрастни кои што не се крстени. Нема поубаво на овој свет ден на Водици, кога е крстен самиот Господ Исус Христос, значи да се ослободат од се она негативно и да постанат и тие членови на светото православие, затоа што светата тајна крштение е света тајна. То не е обичај што спомнавне дали ќе има паричка или не, дали денеска или утре, меѓутоа ова е нешто, една од 7 свети тајни која што е прва, светата тајна крштение, и со тоа постануваме членови на светото православие. И од тука јас како свештеник парохиски на Прва Охридска парохија во Варош, меѓутоа и за цел град,
и некој ако има и роднини пријатели, пошто секоја година доаѓали од Битола и од Скопје и од други места, од Републикава, од Кичево и така натака, од секаде фактички, некои роднини пријатели, тоа се вели и човек ако направи некое добро ќе покрие многу гревови, може слободно да го не да го убеди, меѓутоа да му покаже, да му сугерира, пошто ние повеќе треба едноставно да покажеме отколку да докажуваме. Нема потреба од докажување, меѓутоа денешниот човек кој што дали од незнаење, дали ето од X причини, некој останал, таков беше и системот понапред, меѓутоа никој пат не е касно. Бог е многу милостив, Бог сите не чека да човекот да познае вистината и да биде спасен. Меѓутоа сето тоа човекот го прави со слободната волја. Бог не може, што се вика, да го злоупотреби тој дар кој што ни е даден. Тогаш веќе е сосема поинакви разговори ако ни се меша во слободната волја. Затоа самиот човек се наоѓа помеѓу доброто и злото, тоа е самиот домострој Божји и кој што самиот човек одлучува и во голем број сме ковачи за самата собствена судбина. Значи, со други зборови, ние треба да секој пат да одбегнуваме од злото, од она негативно, од сето она искушение што ги носи ѓаволот, кој што не случајно апостолот ќе каже во Библијата, тој е како лав кој што рика во пустината и сака секого да го проголта. Сега тој проголтува преку пијанство, преку коцкање, преку прелюбодејство, преку чревоугодие кој што самиот стомак му постанал Бог. Еден вид само за тоа гледа, затоа што докажано ево од пост никој ниту се поболил, ниту умрел. Што се вика, со самото постење ние водиме сметка и за телесното здравје, оти навистина преубаво е човек, ова секој еден и од искуство, ево и јас од лично искуство, нема поубаво ако се држат оние денови како што црквата определила, тогаш, знаете, во една прилика еден така многу елегантно пополнет човек и мрси во петок и еден другар му вели, ако не водиш сметка за душата, ти мрсиш во петок, да речем, дај води барем за телото. Така да, неслучајно и свети Јован Златоуст вели, телото и душата се како две огледала, кои што се огледуваат едно врз друго. Ако едното е валкано и другото го прави валкано. Така да, ние не смееме да правиме се и со телото, како што се вели во Светото писмо. Значи, тоа е дар од Бога, психосоматски суштества сме и да внимаваме духовното да и го дадиме на душата, душевното на душата, со тој добар дух. А се разбира и телесното, Бог не е против храната, меѓутоа во одреден период забранува, а тоа е всушност послушност, дали ние ќе бидеме послушни кон Бога, а тоа го прави пред се за нашето здравје. Но отец Љупчо, само да појасниме, значи да не се свати постот само абстинирање од мрсна храна. Значи постот е и нешто повеќе од тоа. Многу повеќе од тоа. Знаете, постот ако ние ако се воздржуваме само од храна, а правиме се што вели апостол Павле, се ми е дозволено, ама не ми е се полезно, значи тогаш сме промаршиле суштината. Меѓутоа, верувајте, ако јас да речиме сега ево 40 дена беа и ако велам за мене, тоа важи за секој еден, а ги има многу такви исто што постат. Ако се воздржувавме од една чаша јогурт, што имаме потреба човечки, меѓутоа тоа го заменуваме со друго, и Бог ни дал многу од земјата што раѓа и што не храни со неговите богати дарови, се она што дава земјата. Ако јас се воздржувам во тие 40 дена, јас треба да се научам и после тоа, значи, многу е битно соодносот човек спрема човек, затоа што и 10 Божји заповеди, првите 4 се дадени човекот како да се однесува кон Бога, значи да верува, и другите, таа е вертикала, што се вика. А самата хоризонтала, другите
6 заповеди се однесуваат на човек спрема човек. И всушност тие го сочинуваат Светиот Крст, самите заповеди. Така да многу е битно како се однесуваме кон Создателот, кон Бога, меѓутоа не можеме да веруваме во Бога, а да го мразиме човекот. Творбата Божја. Значи, ние единствено што треба да мразиме, тоа е гревот во човекот. Значи, да не го поддржаваме колку што можеме да го советуваме, а сите би биле поучени од поголемите авторитети, значи не мора некој да го прифати јас лично како што ќе му кажам ова, затоа што како човек може и погрешно да му кажам. Меѓутоа и тој, и јас, и сите ние, ако се поучиме од изворот на учењето на Светата Православна Црква, тогаш ќе видиме колку таа е навистина грижлива мајка која што води сметка за сите нејзини чеда. И ниту едно не го остава надвор. Таа со раширени раце, како Богородица што е во црквите, во апсидата, во олтарите, во сите храмови, со раширени раце, така и црквата не чека, и самиот Бог, самата Мајка Божја, меѓутоа треба да и се обратиме кон црквата. Значи, со сила не може едноставно Бог сака сите луѓе да се спасат и да ја познаат вистината. Меѓутоа, кажано е, мнозина се повикани, а малкумина избрани. Значи, сите христијани се повикани да живеат уреден православен христијански живот. Меѓутоа, тоа е еден помал број, за жал, така било и во времето на Исуса Христа. Скоро пред некоја недела се читаше за чудото што Христос го прави кога излекува 10 лепрозни, значи страдалници од губа, кои што се предумирање, така речено, меѓутоа ево е Христос како благ и лекар над лекарите, ги излекува сите 10, меѓутоа од сите тие 10 само еден се враќа и му благодари на Христа. И му вели, нели излеков 10 каде се 9. Значи, за жал таа бројка, и ние многу несвесно луѓето, значи осудувањето не го сметаат за грев. Тоа е така како добро утро што се вика. Значи, поважно е кога камбаната ќе удри во недела, за да се присуствува на литургија. Камбана значи повик. Значи се случува нешто многу важно во црквата и ги повикува верните. Меѓутоа, тогаш многу посладко ѓаволот ќе му го направи на комшивките да се напијат кафе, па за жал некои дури да се дрзнат да гледаат судбини ова и она што нема врска со православието, и едноставно тоа оговарање. Место повеќе договарање, за жал е повеќе тоа озборување, знаете. И со други зборови, јас често пати велам, затоа што на еден вид на тоа озборување и од архиепископ, владици, свештеници, па и тие верните што одат в црква, зошто да одиш? Значи, меѓутоа, тоа е и проречено во Библијата, дека ќе ве сметаат за поинакви, оние вистинските, а затоа што денеска во светот се е изветоперено на некој начин. Изместени се вредностите, знаете. Понапред, кога ни заживеа манастирите кај нас, значи, се крена фама како ово или ова, во Македонија ако има 30 на монахињи и 30 на монаси, што се вика. Во процент, во некоја држава, да речеме во Романија, има многу, самиот процент е со илјади. Значи, многу процентуално е, повеќе има на толку илјади жители, повеќе излегуваат монаси, меѓутоа таму е таму. Овдека толку се зборуваше за тоа, значи дека од еден град од Охрид, ако отишле еден или два монахи, монахиња, а ги имаме стотици наркомани. Значи, не се зборува овие стотици што остануваат без цел и за жал загинуваат во страшни маки и болки. Значи, ова не е толку важно, меѓутоа ова е важно што отишол по сопствена волја. Ето да се спасува сами од себе, а и преку него да се спасат и мнозина, затоа што навистина има случаеви кои што неслучајно манастирите се понастрана и оној вистински боготражител, тој што е, оди таму и да најде спас и наоѓа спас
од разни аспекти, мислам од болести, од психички проблеми, од секакви. Тие се духовни лечилишта наши. И затоа да му благодариме на Бога што ето ги има, што Бог ги повикал некој, Бог ако не го повика некој, се е по Божјо допуштање. Значи Бог е над се, меѓутоа не повикува Бог. Бог жали што човекот се оттргнува од Бога, од својот родител, не го слуша и се дрзнува на опојни дроги и не знам што, па и на пијанство и на се она што е порок. Само ако се почитуваат 10 Божји заповеди, сигурна сум дека ќе има многу помалку вакви случаи, дека ќе има пред се помалку разводи, затоа што бракот ќе се свати како светиња, она што учи црквата. Ако што вели апостол Павле, помеѓу мажот и жената, иако се скара, тоа е нормално да речиме, во нормалата, меѓутоа тој не поучува, вика, додека сонцето не е зајдено, гревот да не остане во вашите срца. Значи, може се тоа, меѓутоа, кога ќе се сетиме на тие зборови, брачниците, значи во името на Бога, едниот ако има здраво почит, и другиот Бог ќе најде начин ради едниот. Меѓутоа, најлошо е двата, ако немаат, значи не бараат Божја помош, далеку се од Бога и одма што се вика, од тука за жал имаме во светов, да речеме, илјадници и милиони сирачиња со живи родители. Така да многу е битно ако се има тој здраво почит кон Создателот и се поучуваме од него колку е благ, колку е смирен по срце. Самиот Христос вика: земете го јаремот мој и ќе бидете смирени и ќе најдете милост во вашите срца, затоа што сум кроток и смирен по срце. Значи, образец ни е самиот Спасител Господ Исус Христос, кој што пострада на крстот за целиот човечки род, не откупи и на третиот ден воскресна и пак ќе дојде да суди на сите. Сето тоа, ако се има во предвид што го учи црквата, ние уште додека сме овдека во овој свет, ако не го осетиме Бога, не можеме ни таму. Со други зборови се вели: Бог е со вас толку колку што верувате. Оној што верува во Бога, повеќе, Бог е љубов, ќе влезе таа љубов во срцата нивни на тие што веруваат и едноставно нема никакви препреки за среќен брак со Божја помош, за напредок на децата во ова време, што се вика се тоа да со Божја помош, верувајте дека имало многу материјално потешки времиња во 540 години под турско робство. Не сјаеле тогаш, меѓутоа одвојувале од се, ево изградени се цркви велелепни, што денеска не можеме да ги изградиме ние такви какви што се. Отец Лјупчо, веќе времето ни изминува. Сакам на самиот крај, ова е наш разговор кој што го започнавме со чествувањето на божикните празници, да го завршиме со големиот христијански празник, кој што овде во Охрид многу се почитува и се празнува. Тоа е празникот Водојавление. Значи, нешто накратко за тој празник и со тоа ете да заокружиме денешната емисија. Ако кога се роди Христос, ангелите пеа слава во висините на Бога, ангелите, значи пеа слава во висините на Бога, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја, значи го навестуваа Христа, тоа за рождеството Христово. Овде веќе на Богојавление или свето крштевање Христово, Бог се јавува во три лица, значи Бог директно зборува: ово е мојот, значи се слуша глас, ово е мојот возлюбен син, не го послушајте го, а Светиот Дух во вид на гулаб слегува на Христа, за да нема забуна, пошто тука били Свети Јован Крстител. Значи, кој е тој Спасителот? Бог Отецот за кого вели ово е мојот возлюбен син? Затоа што да нема ништо нејасно во самото учење и во самите настани, значи тогаш Богојавление, Бог се јавува во три лица и тоа е голем празник, исто што треба да се присуствува на светите литургии и после како обичај еден вид
самото фрлање на крстот, потопувањето и вадењето го символизира крштенијето фактички. Сега тука сакам или со други зборови, потопувањето е да се умре за гревот, значи помалку да грешиме, а самото вадење на крстот од водата, спасувањето на крстот, е да се живее за Христа. Така. Сакам да ве прашам, значи, дали се прави граница до каде е она верското, каде се обичаите на овој ден, а каде започнува она што е сето како манифестација, како омасовување на овој празник. Затоа што кај нас веќе се издигна на едно повисоко ниво, како една манифестација, која што години наназад ја спроведува Сдруженијето Богојавление, значи, до каде е она црковното, каде настапуваат обичаите, а каде е потоа она што е како манифестација, како атракција некаква. Значи, дали може да се направи некој разграничување? Најспасоносно е да се дојди на света литургија и да се земе учество, што се вика, до одреденото место. Меѓутоа, сето тоа да биде со Дух Божји и едноставно, ево гледаме и во Скопје, али таму е веќе друго, река дека е, значи, можда ево и во Струга, на 14 километри, едноставно, додека се пее и се, значи, кој ќе го фати овдека, за жал се јавува една непослушност, затоа што пред време се влегува, некој може би во под дејство на алкохолот и слично. Меѓутоа, црквата што може тука? Значи, не можеме ние свештениците, одиме на свети литургии во сите цркви, гледаме да се помолиме на Бога, тука во самите цркви ние верниот народ, кој што е секоја недела и секој празник, и одиме таму. Сега ние, свештениците, не можеме некои редари да изигруваме на 15, на 20.000. Така, прашањето ми беше дали со фрлањето и со фаќањето на крстот веќе завршува тука улогата на црквата. Значи, се она друго што е после тоа, значи се е како некаква манифестација. И дали сте вие за омасовување на едни вакви верски празници, давање на една таква димензија, или треба да се задржи она што е црковното и духовното? Вака, гледано историски низ историјата, ако е нешто дадено од Бога и ако треба да се задржи, ова традиција моите и 200 и 500.000 години да трајте. Меѓутоа може и во 5 години да се повлечат. Но дали треба да правиме манифестации, да ги омасовуваме во смисла носење на групи, правење атракции, туристички атракции, значи од тој аспект? Видите, ова не е црно-бело, не може да се одговори, затоа што... Бидејќи тоа е за народот и тоа е од народот. Дали може да се направи некаква... Сето тоа, ако е пропратено со вера, значи не крстот да испадне како... Крстот е нешто светиња. Крстот е, вистина, секој не може да го во тој момент да е на прва линија и ово оти се собираме многу. Ова и од искуство, веќе 20 години сум тука. Меѓутоа, сето тоа со вера ако се прави и и самото здружение сега е, да речеме, можеби до сега мислело тоа дека ето најдобро вака е да се направи нештото. Меѓутоа се тече, се менува. Не мора да е ова здружение, може би до година ќе некој друго. Значи, да кажам, дали е добро така да се организира? Токму ми е ова, токму сакав тоа да кажам. Значи, постепено ќе си дојдат коцките на свое место да не се изгуби духот. Значи, со други зборови, ако имаме толку народ собран во името на верски празник, тогаш нема потреба од световна музика. Нека има црковна музика во смисла црковни хорови, едно друго, да се дај белег на духовноста. Токму тоа ми беше прашањето. Види како телепатски се прочитавме. Значи, соборот, Христос вика, каде сте двајца или тројца собрани во моje име, сум и јас таму. Ама во негово име да сме собрани, не е да ни биде предност што се вика ќе има топла рака и ајде и пијани да видиме. Разбирате, значи на вистина да личиме на, а тоа може, значи една традиција што народот се ствара од народот, масовна, може само да се тоа канализира, да дојде на она што не чини да го отфрлиме, знаете.
а да го внесиме. Што во моментов еве вака како што е организирана ова манифестација, вас како свето лице ви пречи? Прво додека чекаме, додека се собериме, да речеме, апсолутно исклучиво духовна музика да има. Имаме сега ние, ево како ни ја стопли, срцата ни ги стопли овие што ги слушаме. Секој еден православен, ако го види текстот на тие, на вистина е радосен. Со каква радост ние, ова песна пред 20 години е дојдена во Охрид, што се вика. Тогаш по магнетофон, по тие касети, по 50 пати ја слушавме на ден, стварно ни лежеше на душа, знаете. Целата содржина од Бога е собрана во тие духовни песни. Сакам да кажам, ако како православни, значи тие духовни песни се да дојдат до израз. Луѓе во света литургија која што трае сат и половина, па една песна има голем број, една духовна песна од светата литургија не знаат. Или тропар слави со исклучоци, значи секој пат правиме исклучоци. Има тропар слави Свети Никола, меѓутоа тропарот не го знае. Знаете. Мене посебно ми е мило во Варош од 100 фамилии што ретко некоја куќа што не го знае, значи што не го знае, значи што го знаат и што пеат со свештеникот. Тоа е ето останало традиција од секој пат имало во тој дел владика имало свештеници и значи го примиле она старото. Значи велите она духовното да го истакнеме и на овој ден, на овој свет ден. Малку во позадина да се стави она што е како атракција направено годиниве наназад. Може, значи работата е никој пат не е толку добра за да не биде и подобра. И мене лично, јас секој пат ова сум го кажувал, така го мислам, значи редот во организаторите што се нафатиле, за тоа има начин, значи се знае кога се влегува во водата, значи да има право на цел град, секој еден, ако уредно си се пријави, да си застани таму каде што е, а не што се вика, зошто да го прима гневот некој, му текнало што се вика да влези пред време, дали е свесна таа особа, да прима гнев од 20.000 минимум или од цел град од 50.000 луѓе. Гнев зошто тоа го прави? Дали и кога се осмислуваше манифестацијата, бевте исконсултирани вие, значи црквата, зборувам сега како црква, дали бевте исконсултирани за се она што се прават како активности дополнителни во оваа манифестација? Например, еве, како пример ќе го земам, оној кој што ќе го фати, кој што ќе е најсреќен меѓу сите оние кои што се борат да го фатат Светиот крст, се дарува потоа од здруженијето, еве сега конкретно Богојавление, можеби од некој друго здружение. Дали е тоа потребно воопшто? Тоа не е затоа што самиот тој е даруван всушност со самото тоа што го фатил крстот. Ве разбирам, меѓутоа тоа знаете како е, тоа е започнато, значи понапред кога било забрането, значи се фрлал крстот и пред 30 и пред 50 години. Не масовно, меѓутоа се собирале и ја правеле таа традиција. Сега дојде поинаку на цел град што се вика и тоа не е лошо, ништо лошо ако се дарува тој што го фатил. Знаете. Меѓутоа пак да биде тоа едно символично, да речеме златен крст и слично, гледам по Скопје да речеме телевизори, печки, не знам што. Значи дај му соодветно го фатил, честитај му еден крст, нека си го носи во животот дека ето таа година го фатил тој крст. Значи не е додуше и самите изјавуваат, не му е до поклоните и до ово дона, тој е среќен што ете успеал од толку 200-300 капачи во речни води или во езерски, како и да е. Значи Бог го наградил со самото тоа што го фатил крстот. Значи тоа така треба да се свати, меѓутоа пак сето тоа ќе кажам дека се тие обичаи, не спасуваат тие. Значи не значи некој ако го фатил крстот и дека цел живот готово решил. Што се напротив се извинува, треба тоа поттик да му даде, значи да се труди да живее
православно. Така. Знаете. Поентата е, значи, луѓето да доаѓаат во Охрид и да ја гледат, да го гледат ова веќе манифестација на фрлањето на крстот, заради самото фрлање, чинот на фрлање на крстот, а не заради се она што е пропратно во манифестацијата, а и фаќачите на крстот да сака да го фатат заради тоа што Светиот Крст им донесе благодет и среќа и лична и во семејството, а не заради некои подароци што можеби подосна ќе ги добијат. Јасно, ние значи зборувам ова од искуство, години наназад се правеше на пристаниште голем богојавленски водосвет. И се осеќавме ние начело со високо преосвештениот владика и свештениците, еден вид како театар, овие да ја отпеат песната нивна, меѓутоа ваму си се разговараше, нема врска со што се крштева вода, знаете. И црквата снисходи тука, за да бидеме она помалото зло да се земи, и тогаш во последниве години голем богојавленски водосвет се прави во самата црква. Од верните што присуствувале на света литургија, тој сат и половина и пола час, значи се прави во црквите богојавленски водосвет. И таа света вода се носи таму и таму само се отпева тропарот што се вика и кратко се поздравува, затоа што тоа е со години наназад, значи немало ефект да се прави нешто, а да не се слуша. Так. Знаете, таму каде што слуша, таму ќе крштеваме вода. И така се прави последниве години и ова година така ќе биде. Значи да не му биде на луѓето зошто тоа кратко траело. Дојди во црквата е местото. Ние директно одиме, денеска е богојавление, одиме ние на плоштад. Па на плоштад секој ден одиме таму, ама значи кога е денот, треба в црква да се оди, знаете. Да се помолиме в црквата. Домот мој е дом за молитва, вели Христос. Знаете. Сето тоа Господ да ни е напомош на сите, мислам, секој гледа добро намерно што подобро да го прави, меѓутоа на сите ни треба да се поучуваме низ годините наназад, се она што е понегативно да се отфрли, да внесуваме затоа што на крајот крајштата сите. И она што е суштинското, како што рековте, значи суштината е верата, не се обичаите, тоа да биде задржано, затоа што од тука се црпи се она што е како позитивно и позитивна енергија. Точно така. Секој пат, особено во неделите, секоја недела, тоа е со заповед од Бога дадена, значи не е измислена од овог, од 10 Божји заповеди, кои што треба сите да ги знаеме и да се стремиме кон нив. Значи 6 дена работи и сврши ги сите своји работи, мислам во доменот на тоа што го работиме, а 7-миот се вели посвети го за молитва и за одмор, што значи не цел ден за молитва неделата. Сат и половина, не цели 2 часа, да бидеме таму каде што ни е местото, во храмот. И тогаш, навистина, ќе имаме лице да му побараме на Бога, Господи, значи тие прозбени молитви и да му благодариме за се. А ние се сакаме да ни тргни напред, и во државава, и во градов, и во, ама без Бога, значи без молитва. Сега некој одма ќе речи, можам ја да се молам и дома. Кој забранува и дома, и секаде можеме да се молиме. Меѓутоа, ефектот на молитвата е заедничката молитва. Значи, и ова година во посланието архиепископот нагласи дека не можеме, тоа не е негово учење од светите оци, само тој го кажува, што сме должни тоа да го правиме ние. Значи, поединечен христијанин не може да биде и не смее и нема таков. Ако се смета дека еден јас сум само христијанин и се одвојуваш од заедницата, тогаш ништо си, тоа е прелестен од ѓаволот и во брза постапка ќе паднеш во канџите на ѓаволот. Значи, работата е неслучајно во црквата и на светата литургија Оче наш кога се чита, во множина, простини ги долговите наши. Значи, секој за секого се моли. Дали е овдека или во Нови Зеланд или во Австралија или било каде на земјинава топка, значи собрани на света литургија во таја недела, сега да речеме во недела е недела после Божи. Тоа Евангелие се чита. Во сите православни храмови тој текст од Евангелието ќе се прочитат. Сите ќе сме собрани на заедничка молитва, а такви ќе не има стотици илјади. И сега работава од толку милиони православни да бидеме во малкумината, затоа што не е добројчаноста. Знаете,
Не се спасуваат, да не набројувам што се вика, значи и дијамантите се мали и малку, ама се дијаманти, се вредни, за разлика од купиште железо. Така да, сакам да кажам, значи, доаѓајќи во неделите на света литургија, тоа е првата духовна степеница издигнување кон Бога, да излезиме од калта што се вика, да одиме во чистина, со Божја помош, и тогаш верувајте, значи, сето тоа што се случува за напредок за здравје на сопственото здравје, за здравје во семејството, за слога во семејството, за напредок. Од тука, за жал, значи ќе има свети бракови. Нема да останат илјадници немажени, неженати. Тоа е се од гордоста доаѓа. А гордоста е почеток на секое зло. Се вели во Библијата. Така да, поучени со Божја помош, ние, ево, јас кога сум советувал некој, се случувало и на двајца истото да му го кажувам, оти тие вредности се од секој пат и за сите важат, вклучувајќи и за мене, сите се поучуваме додека сме живи. Да му кажам некој, ето, поуки што се вика, како да постапи, едниот ако ме послуша, може да речеме и денеска, се сеќавам, може би 2 сати, 3 сати се задржавме со двајца младичи, едниот се женат, се дечината и на школа му одат, другиот остана неженет. Знаете. А исто му зборував на двајцата. Сакам да кажам, сето тоа од слободната волја, значи се е дадено, но колку ќе прифатиме ние, знаете, со Божја помош да ги решаваме во овие времиња, сме појаки со Бога. И Бог е љубов. Значи, се некако ни е дадено и предодредено од Бог, но сепак ние сме крајачи на нашата судбина. Така, Бог сака сите луѓе да ја познаат вистината и да се спасат. Така. Благодарам што бевте дел од оваа прва емисија во оваа нова година под лупа. Се надевам дека ќе имаме пред се добро здравје, убави и успешни емисии, добри соговорници. И еве барем дел од ова што го кажувавме, дека ќе допре до некого и ќе предизвика позитивни емоции. Јас искрено во ова телевизија се осеќам многу така убаво, затоа што ако се вратам наназад и пред 20 години сум гостувал кога држевме тој циклус на веронаука и од време на време, значи, ето делуваме и вака, а се тоа во слава на Бога. Ја користам ова прилика, значи, на сите православни да им го честитам празникот на мирот, рождеството Христово, да им посакам се најдобро во ново лето Господово што доаѓа. Дај Боже, овие поуки што ги кажавне, а служат за спасение на сите, дај Боже што повеќе да не има во светите храмови, оти се вели една човечка душа е поскапа од целиот материјален свет, затоа што душата сепак од Бога сме створени за вечност, а самиот свет има свој почеток и ќе има свој крај, односно преобразување. Тоа е веќе што е волјата Божја, тука ние да не се мешаме во Бога, меѓутоа да знаеме дека таа радост од Бога, дека сме створени за вечност, да не ја прокоцкуваме така, току сериозен пристап кон самиот живот да имаме, пошто животот е дар од Бога, ние сме створени боголики по образ и подобие Божјо и само така, ако се цениме самите себе како творба Божја, тогаш верувајте, се околу нас пред се Создателот ќе го цениме, меѓутоа се Создателот што има создадено, значи, круна на сето создание е човекот Божи. Така да ќе имаме сооднос помеѓу луѓето, а верата наша учи сите луѓе да ги сакаме, бидејќи еден е таткото на небото, самиот Бог Отец. Така да, ако вака постапуваме, верувајте, ќе има љубов, повеќе во светов, а најмногу сега што ни недостига е токму таа љубов помеѓу себе и со тоа еден вид му служиме и на Бога. Ги честитам празниците и овие што по честити имендени, утре е Свети Стефан, и тие што го носат името од Божик, односно Божик, Христе, Христина и слично, такви имења. Така да се најдобро во новата година и за водици, дај Боже, секој еден кој што не е крстен во градов, мислам од
православно од дедо прадедо, што сите биле крстени, со децении да се вратиме до Свети Климен наназад, да се вели еден свет човек вика немој да мудруваш во многу мудри, значи многу имало помудри од нас низ вековиве и тоа со љубов го правеле светото крштение. Значи дај Боже да сме крстени сите, во смисла оние реков, нели, од што потекнуваат особено од православни родители и дедовци, прадедовци, и овој месец е месец на празници, со Божја помош да го поминеме по најдобар ред. Да спомнеме овдека, значи, она се што е паганско да отфрламе, вклучувајќи ги маски, не знам што и слично на нив, што се вика, туку да бидеме сериозни личности. На Свети Василија најдобро е да се присуствува во црквата и да се земе учество за она главна молитва тогаш, за да имаме секое добро во новото лето Господово, 2015. Ќе завршам како што почнав. Христос се роди. Вистина се роди.